во следните 3 недели ќе биде распишан јавниот повик за доставување понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари. Односно најдостанно до 11 јануари 2019 година сите заинтересирани за овој јавен повик треба да достават комплетна документација со пријава за апликација, односно за интерес до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За разлика од огласите за кои што Министерството ги објавува расположливите парцели, со овој јавен повик им овозможуваме на земјоделците доколку имаат информации каде има слободна земја, само иницијативно да пројават интерес преку изработка на геодетски елаборат и прибирање на сите потребни документи. Единствено, земјоделците треба да внимаваат земјиштето да не е предмет на денационализација и да не е веќе дадено под закуп. Овој јавен повик е наменет за целокупното земјоделско земјиште во државата, односно во 34 региони. Целта на овој повик е да го ставиме во функција целото расположливо земјоделско земјиште, особено оние парцели кои што се со 4-та, 5-та, 6-та, 7-та и 8-та класа, а кои што може да се искористат за земјоделско производство. На овој начин создаваме поволни услови сите земјоделци кои веќе се занимаваат со земјоделство, оние што сакаат да го прошират своето производство или да започнат нов агробизнис, да склучат договор со Министерството и да дојдат до земјиште. Земјиштето за кое што ќе склучат договор треба да го искористат за подигнување на долгогодишни насади, оранжерии, долгогодишни насади со лешник, маслинарници, други земјоделски култури за период од 15 години, ливади за период од 15 години, за брзо растечки дрвја, за рибници и за спортско-рекреативни активности и рурален туризам. Како што кажав и претходно, целта на овој јавен повик е да се стави во функција секоја педа земја која што може да овозможи дополнително земјоделско производство. Односно, крајната цел е да се зголеми производството на храна. Со уведување на оваа олеснителна процедура им овозможуваме на сите заинтересирани со нивниот пројавен интерес да добијат државно земјоделско земјиште и на тој начин директно да ги зголемат површините со обработливо земјоделско земјиште, а со тоа и производството во земјоделството. Овој процес се одвива паралелно со континуирани јавни огласи за издавање на државно земјоделско земјиште и представува една силна заложба на владата и на ресорното министерство максимално да ја зголемиме обработената земјоделска површина во државата. Да потсетам дека паралелно со овој јавен повик тече и огласот за давање под закуп на државно земјоделско земјиште над 3 хектари, кој што меѓу другото е наменет особено за инвестиции во преработувачките капацитети, односно инвестицијскиот оглас. Вака комбиниран, очекувам дека јавниот повик и инвестицијскиот оглас, кој е особено важен за решавањето на откупот на земјоделските производи, ќе дадат дополнителен инпут во земјоделството. Ова е само дел од нашата стратегија за ставање во функција на секоја педа земјоделско земјиште, затоа што зголемувањето на обработливите површини и инвестициите во системите за наводнување кои што ги реализираме, заедно со рехабилитацијата на постоечките, се два клучни сегменти за остварување на целта да се зголемено и конкурентно земјоделско производство.